Во организација на господинот Алексо Тришовски од Кичево, како и во организација на црковниот одбор од селото Поповјани, вечерва со почеток во 19 часот во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево ќе се одржи хуманитарен концерт од каде средствата кои што ќе бидат прибрани ќе бидат донирани за изградба на манастирот Свети Атанаси во ова кичевско село. Со мене тука е господинот Алексо Тришовски, како што најавив организатор на концертот. Господине Тришовски, вечерва, како што кажав, во 19 часот ќе започне концертот. Може ли да ни кажете што беше причината да се вклучите токму и вие во организацијата на овој хуманитарен концерт? Прво поздрав до сите гледачи на вашава телевизија. Ќе фатиме со ред со овие разговори, пошто како и досега што напомнавме, јас имам заедно и со другите организации од по различните села направено 8 и овој 9 хуманитарен концерт. Поводот е за овој денешниот хуманитарен концерт самата организација од црковниот одбор од село Поповјани дојдоа на разговор. Мислам, ме замолија да направиме било што за да дојдеме до некои финансиски средства. Така да јас им предложив да почнеме да организираме овој хуманитарен концерт, кој што веќе е се организирано, уште да се одржи, и сите тие пари ќе ги донираме таму за изградба на манастирот Свети Атанаси. Така, господине Тришовски, напоменавме дека заедно сте тука со црковниот одбор од село Поповјани. Меѓутоа, за успешна реализација секако дека е потребен и поголем тим за да се реализира. Може ли да споменеме кој се учествува во помошта која што ви ја пружаат при оваа организација на концертот? Морам да кажам, заедно сме појаки и посилни за сите работи. Така, например, и за овој хуманитарен концерт, сите ми се, како да го искажам тоа, сите друштва, сите пријатели, како мои, така и од селово, на жителиве од село Поповјани, сите замолени да дојдат да помогнат на некој начин со нивното учество, че се донираат за картата и така да се соберат тие пари. Сега тука се вклучени, морам да кажам, прво Центарот за култура во нашиот град Кочо Рацин, така културните и уметнички друштва, како што е Кут Младост, Кут Бисер, Кут Рацин, а ова година поради оправдани причини културното уметничко друштво Нико Пузовски нема да учествува, се негде на турнеја или не знам кој како што им е планот. Друго, имаме тука, од помошнициве, како што е телевизија Мега, радио Акорд, така и ваш известен, како што сте и вие, господине Бранислав, водител на оваа програма заедно со Зорица Ѓореска од радио Акорд. Морам да кажам, сите сме малтене тука смешани за да бидат оваа акција завршена успешно. Иначе, што би правеле? Самите организации, а и нормално една голема благодарност на сите кои што веќе ги купија картите за да учествуваат на концертот, не да учествуваат, да бидат присутни за да го пратат, да погледаат што ќе се дешава. Сите заедно и на сите повторно велам. Многу им фала. Иначе што би правеле ако едни без други не би биле заедно, не би било ништо од сето тоа. Останува уште неколку часа до почетокот на вечерашниот концерт. Дали може да кажеме дали се уште има влезници кои што може да се продадат и каде може да ги набават за до почетокот на концертот? Морам да кажам, ова година ми е како најуспешна во врска со продажбата на влезнициве, така да тие кои што навистина сакаат да го видат концертот од почеток до крај, ги замолувам малку порано да дојдат. Влезниците ќе се продават тука пред Домов на културава, а околу 85% веќе се продадени. Затоа кој што сака нека си дојде порано за да би могол да биде тука, да не дојде до кај што треба и после да нема карти да се враќаат назад. Пошто
Ипак мораме да се придржиме на правилата, кај што сте, колку што има седишта, толку да бидат и присутни. Господине Тришовски, споменавте предходно и вие и вашето семејство досега имате организирано повеќе вакви типови на концерти од хуманитарен карактер. Ајде накратко да се подсетиме за кои намени беа тогаш средствата доделувани. Па видите, јас ова година, значи, рековме за манастирот Свети Атанаси, значи тој ќе се почнува од темел. После имаме за нова црква исто во селото Мидинци, Кичевско. Тамо веќе започнавме, веќе е направена, се очекува сега да се просвети. За нашево село Букојчани, кај што самите ние потокнуваме, тамо веќе 3 концерти се направени. Имаме за селото Премка, заборави како се вика црквата таму, и имаме и за во душевната болница вам за Демир Хисар, и таму направиме нешто, концерт кој што се одржа во Демир Хисар, и се овие други во моментот не ми текнуваат точно како што, али морам да кажам и на сите гледачи дека ова нема тука да застане, ќе одиме напред се доколку некој од организациите се појави за да побара помош. Господине Тришовски, ви посакувам успешен концерт вечерва, да имате што поголем број на посетители и да земете што поголем број на да соберете средства. Споменавте неколку од културно-уметничките друштва, да споменеме еве кои се и од естрадните уметници ќе можат пред Кичевчани вечерва да настапат. Морам да кажам дека ова година имаме нешто поново, посвежително да биде за публикава. До сега немаме, значи, покането од средно-музички училишта, а сега ќе имаме, значи, 2 точки од класиката тука смешани, така да морам да најава Државно музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец со струга. Значи ќе ни се представат со 2 номери, од кои што ќе биде, значи, метната и класиката тука. Друго, имаме групата Профа Бенд со професорот Горан Делевски и неговата соработничка Теодора. После Александра Тришовска ќе настапи со една нејзина песна. Александар Тришовски со неговото првенче, значи едно оро, кој што ќе биде изведено на саксафон. После Нота Бенд Тришо, значи мојата група со дечињата, кои што ќе земат малку поголема дел од програмата. Бранислав Стојановски, тоа сте вие, господине. И сега меѓувреме требат овие, пошто неофицијално идеме, не идеме од нашиве страни уметници кои што се острана, ако веќе пристигнат, ќе бидат и тие делот од програмата, ако не, секој со својата среќа. Господине Тришовски, уште еднаш да ви посакам успех за вечерашниот концерт и дај Боже набрзо да се видиме и на лице место во селото Поповјани, да направиме една репортажа за самата изградба на тој преубав манастир кој што се очекува да биде во ова Кичевско село. Да ви кажам, само 2 зборам, уште од кога дојдоа самите жители од село Поповјани, јас како што објаснува вака ќе биде, така ќе биде, јас веќе гледам направено тој објект. Верували или не. Ете, моја предпоставка, чувството дека наесен негде веќе ќе биде усправено. Па да видиме дали ќе се реализира. Одлично, уште еднаш многу успех. Почитувани гледачи, уште еднаш веќе упатиме покана до сите кои што сакате да бидете хумани, вечерва да присуствувате на хуманитарниот концерт во Центарот за култура во Кичево и со една символична цена, купувајќи влезница од 100 денари, да бидете и вие дел од оние луѓе кои што ќе помогнете повторно да се изгради манастирот во селото Поповјани Кичевско.